представници на медиумите, почитувани колеги. Навистина ми причинува посебно задоволство што денеска овде имавме можноста да ја посетиме хеликоптерската единица при Министерството за внатрешни работи, која што во рамките на МВР постои веќе 54 години и се етаблираше како важен сегмент во безбедносниот систем на МВР, докажувајќи се низ бројни активности не само оперативни, туку пред се хуманитарни и спасувачки. Како една наша кредибилна, стручна и крајно професионална организациона единица. Бележејќи континуиран напредок, особено во последниве неколку години, како технички, така и кадровски, хеликоптерската единица успеа сите потребни стандарди, дали се тоа технички, образовни, професионални, во целост да ги сообрази со полициските единици на земјите од Европската Унија. Во изминатиот неколку годишен динамичен период на развој пред се беше инвестирано во низа неопходни инфраструктурни потреби на единицата, не само од аспект на материјално-техничките потреби и средства, како што беше реновирањето на овој објект на единицата и создавање на добри просторни услови за другата единица која што работи во составот на овој одел. Исто така обезбедена рампа за десантирање на тимови од воздух, ведро, резервоари за гасење на пожари. Иако до 2021 година немавме можност да учествуваме во вакви акции за гасење на пожар, денеска имаме целосна опрема и персонал за 3 хеликоптери кои што во целост може да бидат ставени 24 часа на располагање за овој дел. Меѓутоа и професионално опремување на вработените пред се со летечки униформи, специјална летечка опрема, униформи за персоналот за техничко одржување. Паралелно на ова се работеше и на одржувањето на технолошкото ниво преку редовно ремонтирање на леталата, нивната модернизација, набавка, односно надрадба на нивната навигацијска и радио опрема, тетра системи за комуникација, како и набавка на опрема на летала за оперативни активности од спасувачки карактер, особено во делот на гасењето на пожарите. Зошто ова го издвојувам? Го издвојувам заради тоа што 2015 година, кога превземав да раководам со МВР, од сите пловни објекти само еден беше во функција и можеше да се стави за потребите на безбедноста. Сите останати беа приземјени. Денеска сите летала се во полн капацитет способни за извршување на задачите на безбедноста на Министерството за внатрешни работи. Напоменав дека многу е важно тоа што 3 хеликоптери ги опремивме со целосна опрема во делот на мисиите за гасењето на пожарите. Исто така, исклучително важно за нас беше да имаме грижа за континуираната едукација на персоналот преку разни обуки на летечкиот и на техничкиот персонал, нивно професионално сертифицирање согласно модерните европски полициски стандарди, за да се овозможи успешно користење на опремата. Воспоставивме одлична соработка со словенечката полиција, од чија што страна беше спроведена меѓународна обука и тоа пред се за носење на подвесен товар и за гасењето на пожарите. И тука сакам навистина да ја истакнам и да се заблагодарам за таа одлична соработка која што имавме со словенечката полиција. И тука успешно се заврши таа обука, се сертифицирани сите пилоти на хеликоптерската единица за полициски намени. Сакам да нагласам исто еден важен аспект од функционирањето на единицата, која што представува практично и општ белег на Министерството во целост, а тоа е отвореноста за соработката и вклучување на заеднички координирани активности со други институции кои што се од областа на нашиот интерес. Скорешното подпишување на стандардните оперативни процедури за соработка со Центарот за управување со кризи
за прв пат преку соработката со Агенцијата за цивилно воздухопловство, околу воздухопловните правила и прописи, со Дирекцијата за заштита и спасување, со армијата на Република Северна Македонија за одржување на нивната флота која што има. Значи за прв пат имаме состојба во која што македонската полиција ќе одржува флота на македонската армија, пред се хеликоптери од типот Бел 206 и Злин. Тоа покажува за еден повисок или висок степен на квалитет и на компетентност на нашата техничка служба која што имаме, меѓутоа и регионалните иницијативи за соработка. Сето говори за еден активен ангажман на нашите колеги во интерес на службата, но пред се во интерес на пошироката заедница и на државата. За мене представува огромна сатисфакција што нашата решеност да се продолжи со конкретно инвестирање во понатамошното напредување на единицата, пред се професионално, техничко и стручно, веќе дава конкретни резултати, достигнува сите потребни перформанси на работењето согласно стратешките потреби на нашето министерство. Посебно задоволство причинува фактот што оваа единица ја негува и родовата застапеност, односно може да се пофалиме дека имаме и жена пилот во оваа единица. Секако сакам да најавам за еден проект кој што исто така ни е во фаза на реализација, заедно исто така и со поддршка на словенечката полиција, и се надам дека во најскоро време ќе можеме да го започнеме и тој проект, односно да комплетираме еден целосен тим од Министерство за внатрешни работи со целосна опрема за еден воздухоплов и секако тим од Министерство за здравство за здравствен транспорт на лица низ државата, што ќе биде за прв пат во Република Северна Македонија, не од сега, туку за прв пат во постојањето од овие 54 години на оваа единица. На крајот сакам да на сите сегашни припадници на хеликоптерската единица, меѓутоа и на сите припадници кои што биле во богатата историја на овој дел на Министерство за внатрешни работи, да им се заблагодарам пред се за сите досегашни активности кои што ги има, посебно во поддршката за растењето и развивањето на оваа единица, да им посакам мирно небо, да посакам уште многу успешни акции и безброј понатаму задачи кои што би биле успешни на професионален план, меѓутоа и на личен и на семеен план. Благодарам на вниманието.